Нешто сте ми нерасположени. Имаме проблем. Никако не можеме да се договориме. Можам јас некако да ви помогнам? На нашата другарка Бисера и е роден ден. И купивме еден подарок од нас двете. Не можеме да се договориме кој да ја го даде. Јас сакам да ја го дадам. И јас сакам да ја го дадам. Ама јас ја дадов идејата што да ја купиме. Ама јас го спакував. Вие гледам имате голем проблем. Ама јас мислам дека можам да ви помогнам. Ај, слушнете ја приказнава што ја раскажал дедо Марко Цепенков. Си биле еден еш и еден крт. Одамна се познавале, ама никогаш не биле многу блиски. Еден ден Ешко му рекол на кртот: сакаш ли, братче кртче, да работиме некоја селска работа? Зашто да не? Прифатил кртот. Ајде да бидеме ортаци, што ќе работиме? Прво ќе го изораме полето, предложил Ешко. Важи, се согласил кртот. И јас ќе го изорам, а ти ќе го посееш. И се запрегнал кртот, ја изорал нивата, а Ешко го посеал изораното место и работата за час била завршена. Таа година била многу берикетна. Во нивата на нашите јунаци се родила многу пченица. Ешко и кртот си ја ожнеале пченицата, си ја собрале и дошло време да си ја поделаат. Арно, ама никако не можеле да се договорат. Почнале да се караат. Ешко рекол: јас треба да добијам повеќе пченица, повеќе се измачив кога сеев. Кртот бил убеден дека не е така, па рекол: не, јас треба да добијам повеќе, оти во рањето си ги искршив прстите. Се убедувале, се разубедувале, се карале. Од караница за малку тепачка ке направеле. За среќа, токму во тој миг се појавила кума Лиса. Ја слушнала вревата и дотрчала да биде судија. Море, што се карате, бре? Ешко, таралешко и ти, картуле, братуле. Што имате да делите, па толку што се карате, да ечи векот? Прашала итрата кума Лиса. Ете, кума Лисо, се пожалил кртот. Си посејавме една нива со пченица и дојде време да си го делиме тоа што дедо Боже ни го роди. Браво за вас, што сте биле вредни, намигнала кума Лиса. Арно, ама никако не можеме да се договориме, додал Ешко. Јас мислам дека јас треба да добијам повеќе пченица, зашто повеќе се измачив кога сеев. Јас сум убеден, додал кртот, дека не е така и дека јас треба да добијам повеќе, оти во рањето си ги искршив сите ногти. Што предлагате сега, драги мои пријатели? Прашала кума Лиса. Нема друго чаре, рекол кртот. Освен ти да пресечеш кој е во право и кој треба да добие повеќе пченица. Како ќе речеш ти, така нека биде, се согласил Ешко. И како пресудила кума Лиса? Како? Во нејзин стил. Мислела, како да е најмудриот судија и на крајот рекла: слушај, Ешко, и ти, кртуле, донесов одлука праведна за двајцата. Слушаме, кума Лисо, рекол кртот. Ајде да видиме кој е во право. Не попуштал ни Ешко. Вака ќе биде и никако поинаку, се накашлала кума Лиса.
Имате за делење 9 килограми пченица и едно малечко котле со малку пченица, како и еден сноп слама. Најправедно е тоа да се подели вака. Ти, еже, меже, земи ја сламава и на неа со здравие да си лежиш. А ти, кртуле мртуле, земи си го ова мало котле со пченица. Тоа ти е доста за цела зима. Другите 9 килограми пченица ќе бидат за мене. Бива ли? Рекла кума Лиса, си ја зела пченицата и тргнала право на воденица. А Ешко и Кртот останале со подотворена уста и со празни раце. На одење, кума Лиса со подсмев им рекла: тоа е правдината за вас. Правдина права како јаже во торба, за да се прикажува кога двајца се караат, третиот користи. Тоа им требало да се караат. Ептен се изглупирале. Можеме заедно да ја го дадеме подарокот. Ја знаеш среќен роден ден? Ја знам. Заедно ќе ја отпееме на бисера. Убаво се договоривте.